Пале Јанкова е од Велес, но со неја се сретнавме во Борка, Сдруженијето за борба против ракот. Од неодамна таа е активист на оваа организација и активно се вклучи во нејзината програма за помош на болните од канцер. Она што веднаш паѓа во очи е нејзината ведрина како начин на кој се носи со болеста. Еве ги нејзините сеќавања на моментот кога дозна за нејзината здравствена состојба. Пред повеќе од 5 години опипав едно зрно во величина на грашок. Не ни се сомневав дека тоа може да биде тоа, ни на крај памет не ми падна. Не отидов на лекар веднаш од тоа што се плашев да не треба оперативен зафат да се прави хирушки, се плашев од операција, се плашев од игли, од инекции, од сите тие работи, меѓутоа за да си ги скратам маките и да не ми биде паметот нон-стоп таму, отидов на лекар да се прегледам. Во првиот момент докторот со пипање ми каже дека тоа не е ништо. Тоа беше во вашиот роден? Да, во Велес. Во оваа прилика сакам да кажам, значи лекари кои што не се доволно сигурни за некоја дијагноза, нека ги препраќаат пациентите на биопсии, на тие работи. Значи, моите пријателки во тој момент рекоа, не е докторот видовит и не може со пипање да каже дека тоа не е ништо. Одиме понатаму и мораш да направиш мамограф. Во тоа време мамограф имаше само во Штип. Не знам од каде таа храброст, меѓутоа јас отидов да се прегледам во Бугарија. Дали бев разочарана на некој начин, дали пречувствував дека лекарот греши, дали моите пријателки ме наведоа на тоа да мислам дека погрешната проценка на лекарот ме спречи да одам понатаму кај македонски лекари. Навистина имаме ние стручни тимови во Македонија, не дека немаме. Меѓутоа тие сите се по приватни клиники, каде што треба многу пари за да се направи еден комплетен преглед на. И отидов во Бугарија, бидејќи таму имавме пријател лекар, хирург, кој што беше баш специјалист за тие работи. Докторот кога го опипа со самото пипање, каже дека тоа мора хитно да се вади и да се испита. Значи да не се малтретираме со биопсии, со после операции, локални тие работи, директно да се извади примерокот, да се даде на испитување. Така и направивме, значи помина со локална анестезија операција таму. Истиот ден бев пуштена, помина многу добро. За после 15 дена да стигне резултат од испитувањето на тоа нешто кое што го извадивме. И се установи дека се работи за канцер. Тоа беше најголемиот шок во мојот живот. Значи нема потешки моменти, ете јас бев 2 пати на хемотерапија и тие работи, претрпев многу. Сите знаеме, мислам, барем сме читале дека хемотерапиите се многу тешки, дека тешки за поднесување и така натаму. Меѓутоа најтешкиот момент во мојот живот беше кога ја добив дијагнозата. Секојдневието на Пале се промени сосема. Во нејзиниот дом, каде што таа живее со својот 13 годишен син, се отвори една сосема нова тема и тие си го поставија прашањето како да се однесуваат кон неа. Од една страна лесно и ми даваше повеќе енергија. Значи, живеев за тоа дете и живеам за тоа дете и се борам и се борев за тоа дете. Од друга страна тешко, многу тешко. Кога ќе замислите дека тоа дете има другарчиња кои што не можете да ги примите дома, знаеме сите дека од хемотерапијата паѓа косата, беа жештини, горештини, сега да ве гуши коса на целата таа мака од хемотерапијата, беше навистина тешко. Си врзувавме некои има рамчиња дома, си правевме журка од случајот, едноставно за мене кажам. Јас си купив 20 перики во различни нијанси, со различна димензија, со различни форми, и ми беа наредени дома и секој ден кога требаше да испадам, веќе се загледав во нив и рече каква да бидам денеска, плавуша, црвен. Едноставно си го олеснувате сето тоа тешко што се случува во тие моменти и тоа им го препорачувам на сите господи кои што се соочуваат со хемотерапија. Значи, негативното да го претвориме во позитивно. Еден од најпарадоксалните и травматични моменти во приказната на Пале е оној кога незиниот личен ентузијазам и храброста се соочија со реалноста на нашето здравство и состојбата во болниците. За некои од тие состојби и за односот на лекарите, Пале е прилично гневна. Никако не внимаваат доволно, не се внесуваат доволно, не обрнуваат доволно внимание. Секоја чест, значи, на лекарите во онкологија кои што не лечат. Меѓутоа, ние имаме потреба да правиме и други прегледи, нели? Редовна контрола на абдомен, редовна контрола на плуќа, на срце, крвни слики и тие работи. Кога ќе замислите дека во Велес, кога ќе влезете во трансфузиологија, кај што треба да ми земат
крв за испитување, има мувла по зидовите, значи катастрофа. А и тоа, нели, ќе се санира. Нељубезноста понекогаш. Толку многу лошо ни делува. Значи, кај сега од една страна ќе речат луѓето казнети сме на овој начин што мораш прегледи да правиш нонстоп по жештини и така натаму, а не смееме по сонце, пошто некои од пациентите се зрачени, не смеат многу на сонце да се појавуваат, некои се уште на хемотерапија и пак не смеат на сонце. Значи, и дополнително негативниот пречек во една ординација. Зошто здравството во Македонија, она што подлежи на фондот, не функционира така добро како што би требало да функционира. И сметам дека нема доволно закони со кои што се на некој начин привилегирани овие пациенти. Сите наши соговорници воедно се едногласни. Сите нагласуваат дека еден од најголемите проблеми е недостигот на информации. Не само заради природата и причините на болеста, туку и најмногу за можностите и за сите постоечки опции за лекување на одделни канцери. Тотално бев неинформиран. Значи, немат никаква информација што понатаму. Едно добиваме преку медиумите, една информација од клинички центар, да речеме од директорките, од министерот, една информација добиваме, а ние пациентите се соочуваме со навистина многу проблеми. И сваќаме дека тоа во суштина и не е така како што ни се презентира во јавност. Пораките за сите оние што делат исти судбини, како и за докторите и креаторите на здравствените политики, од луѓето како Пале, имајќи го предвид нивното искуство од траумите и личната храброст, имаат посебна тежина. Ќе почнам со Министерството за здравство и со клиниките, значи ги молам од името на Борка, од моето лично име, пошто лично се соочив со проблемите, ги молам да се трудат лекарствата да ги има за пациентите. Малку повеќе внимание на тие луѓе да се обрне. Тоа многу ни значи. Пациентите кои што сега се соочуваат со болеста, им порачувам да бидат храбри. Затоа што само со храброст ќе победат болеста. Оваа болест се победува. Имаме мал милион случаи и на интернет има. Значи тоа не е чудо. Тоа е карактерот на човекот. Целата машинерија е во нас самите. Ќе се насочиме целата енергија, ќе ја насочиме позитивно и ќе се бориме. И мораме да победиме. Исто така би сакала и порака до роднините и до пријателите на оние луѓе кои што имаат таков проблем. Да не ги третираат како болни. Колку можат повеќе да шетаат со нив. Да не ги прашуваат дали ти е лошо, јадеше ли, па немој да јадеш ова, лошо ти делува. Значи, само позитивни нешта. Ја завршуваме оваа средба со господја Пале Јанкова од Велес, онака како што ја започнавме, во ведра и охрабрувачка атмосфера. Таа вели дека незините соништа и очекувања од животот се исти како и пред болеста. Исто. Значи, мојот сон е мој сон и јас работам на него додека не го оствари. Сите пациенти треба тоа да го практикуваат. Значи, имало моменти, точно така, имало моменти кога ми било навистина тешко и си кажам, Господи, зошто вака сега ова неочекувано? Дали сум ова јас, ке биде ли човек од мене и тие работи? Значи, сите ние сме нормални луѓе кои што психата ни паѓа на моменти, меѓутоа сами треба да си ја кренеме повторно, да се сетиме на нашиот сон и да се бориме да го оствариме.